Јас имам 3 прашања до министерот за здравство. Се извинувам, не знам, гледам не е тука дали има представник, ќе му пренесете. Трите прашања се од кадрова природа, затоа што нема подобра политика од кадрова политика. Државните институции не се зградите, фасадите и интериерот, туку луѓето, кадарот кој што работи во нив, и ако има добар кадар, таму ќе има функционална институција. Ако нема добар кадар, ќе имаме нефункционални институции. Првите две прашања се однесуваат на кадрови проблеми во Институтот за трансфузиона медицина, а третото се однесува на болницата во Неготино. Првото прашање се однесува на раководителот на секторот за правни, административно-технички општи работи и IT системи за поддршка Бури Мидризи. Значи станува збор за исклучително лош кадар. Господинот Бурим изминативе години изготвува фалични анекс на договори за вработување. Прво што прави господинот Бурим е тоа што во анексите на договорите става одредба со која го менува датумот на заснување на работниот однос. Во Институтот за трансфузиона медицина има луѓе вработени уште од 80-тите и 90-тите години. Тоа се луѓе кои што имаат 40 години работен стаж и сега господинот Бурим на тие и сите останати им дава анекс на договори во кој пишува дека тие луѓе засновале работен однос лани во 2024 или полани во 2023, и ова е елементарно непознавање или, ако сакаме да бидеме подиректни, неписменост. Работен однос се заснова со договор за вработување, не со анекс на договор за вработување. Со анекс за договор за вработување се менува постоечки договор и постоечкиот договор со анексот не се укинува. Дополнително анекс може да предложи и работодавачот и работникот, и анексот има сила само доколку двете страни го прифатат анексот. Ако не го прифатат, никому ништо, се останува по старо и останува во важење постоечкиот работен договор. Господинот Бурим го третира непотпишувањето на анекс кој раскинување на работен однос. Со Закон за работни односи има посебно предвидени услови и процедури кога се раскинува работен однос, кога тоа го раскинува работник или работодавач. Во конкретниот случај кога тоа го прави работодавач, треба да има 3 основи: лични, основ на вина и деловен основ. Тоа е согласно член 71 од Закон за работни односи, но непотпишувањето на анекс на договор во никој случај не значи откажување на договор за вработување. А господинот Бурим непотпишувањето на договор го третира токму така и вработените во Институтот за трансфузиона медицина одбиваат да ги потпишуваат овие договори, меѓу другото и поради тоа што им предвидуваше помали права од тие кои што веќе ги има, но тој проблем е надминат и во мејловите кои што им ги праќаше овој господин на вработените, ги повикуваше да ги разгледат анексите и да ги потпишат. Во спротивно им пишуваше дека ќе биле приморени да ја прекинат понатамошната соработка со вработените. Јас не знам за која црна соработка станува збор, како да станува збор за пазар и должничко-доверителски односи, а не за работен однос кој што е строго дефиниран, институционализиран во една солидна рамка од која што работодавачот не смее да излегува и не може да прави што сака. Значи ова имаше сите елементи на мобинг. Дополнително овој човек правеше и проблеми и со прековременото работење. Значи стана збор за лош кадар кој нешто е награден, не надграден. Он е одговорен на 4 оделенија: правно, административно, техничко оделение, општи работи, IT системи, евокомисија за мој термин, не знам што бара таму, евокомисија за трансфузиолошки испит. Значи он зема повеќе додатоци за плата од што зема еден специјалист. И прашањето до министерот прво ми е што ќе прави во врска со овој кадар. Второто прашање исто така од кадрова природа и се однесува на директорот на Институтот за трансфузиона медицина. Го поздравувам моментот што директор... Извинете, бидејќи не е поканет, ќе може да одговори заменикот или?
го поздравам тоа што со синдикатот ги решија недореченостите околу трансфузистите и колективниот договор, но имам забелешка затоа што таа недореченост во колективниот договор не смееше да се искористи кој основ да им се прави проблем на вработените во институтот под изговор дека договорот за вработување им дава повеќе права на вработените. Во трудовното законодавство има принцип, со договор за вработување се дават повеќе права од тоа што го предвидува закон и колективен договор, тоа е согласно член 12 од Закон за работни односи, така што тоа што беа третирани поволно вработените од тоа што го предвидуваше колективниот договор не беше спротивно на закон и не смееше директорот да им прави проблеми на вработените. Втората забелешка ми е што исто така директорот го третираше непотпишувањето на анексите како раскинување на договорите за вработување и им ставаше на огласна табла известување со коим се закануваше дека ќе им се раскине работниот однос. Третата забелешка ми е најголема за директорот Амир Елези, а тоа е затоа што не ги исполнува стандардите за да биде директор кои што се предвидени со Закон за безбедност во снабдување со крв. Законот предвидува дека он мора да биде специјалист по трансфузиологија и да има најмалку 2 години од областа на трансфузијата. Он специјализира рентген и го нема потребното искуство. И третото прашање се однесува на болницата во Неготино. Станува збор за преместување на друга работна позиција на медицинска сестра која што има 38 години стаж, виша школа. Медицинската сестра цел живот работи во смени, била сама на дежурства, од 2011 работи во брза помош, значи станува збор за искусен, искален кадар и повторувам цел живот работи во смени и место да се награди таа за низината речиси 40 годишна служба, таа сега е преместена на интерно одделение кај што има само прва смена и за награда за низината 40 годишна служба добива помала плата, а на нејзино место е вработена сестра со курс од неколку месеци. Ова е таа владина кадрова политика кога 38 години стаж и работно искуство е помалку од неколку месеци курс и без искуство, и таа е таа владина кадрова политика која што ја уништува Македонија. Па третото прашање ми е што ќе се прави и во овој случај. Благодарам.